Денеска православната црква ги празнува Лазарева сабота и светиот Мартин исповедник папа римски. Лазарева сабота. Светиот Лазар, брат на Марта и Марија, беше родом од Витанија близу Ерусалим. Во време на својот живот на земјата, Господ Исус Христос често го посетуваше домот на Лазара, кого многу го сакаше и го нарекуваше свој пријател. Кога Лазар умре и веќе 4 дена се наоѓаше во гроб, Господ го воскресна од мртвите и тоа чудо се празнува на денот наречен Лазарева сабота. Многумина евреи, откако чуја за тоа, дојдоа во Витанија и се уверија во воскресението Лазарево, та станаа следбеници Христови. Затоа првосвештениците сакаа покрај Исуса Христа да го убијат и Лазара. По своето воскресение, светиот Лазар живееше уште 30 години. Беше епископ на островот Кипар, каде што го ширеше христијанството. Таму, на Кипар, мирно се упокои и е погребан во градот кој поради гробот на светиот Лазар денес се нарекува Ларнака, што значи кивот. Во 898 година, византискиот император Лав Мудри ги пренесе неговите мошти во Константинопол и ги постави во храмот кој го носи неговото име. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и Светиот Мартин исповедник папа римски. Станал папа на 5 јули 649 година. Токму во времето на жолчната расправа на православните со еретиците монотелити. Тогаш царувал Констанс II, внук на Иракли, а патриарх Цариградски бил Павле. Да би воспоставил ред во црквата, самиот цар ја напишал книгата Гипос, која им била мошне по волја на еретиците.
Папата Мартин свикал собор од 105 епископи на кој била осудена оваа книга на царот. Во истото време, папата му напишал писмо на патриархот Павле, молејќи го да се држи до чистата православна вера и да го советува царот да се откаже од еретичките мудрувања. Тоа писмо ги разлутило и патриархот и царот. И царот испратил некој војвода, Олимпи во Рим, да го доведе папата врзан во Цариград. Војводата не се осмелил да го врзе папата, но наговорил еден војник со меч да го убие в црква. Кога војникот влегол во црквата со скриен меч, наеднаш ослепел. Така, со промислата Божја, Мартин ја избегнал смртта. Во тоа време сарацените напаѓале на Сицилија и војводата Олимпи отишол во Сицилија каде што и умрел. Тогаш со сплетка на патриархот еретик Павле, царот испратил друг војвода Теодор да го врзе и доведе папата под тужба дека тој, папата, стои во дослуг со сарацените и дека не ја почитува пречистата Богомајка. Кога војводата дошол во Рим и ја прочитал тужбата против папата, овој одговорил дека тоа е клевета, дека тој нема никаква заедница со сарацените, противниците на христијанството. А ако пречистата Богомајка не ја почитува, не ја исповеда и не и се поклонува, да биде проколнат и на овој и на оној век. Но тоа не ја изменило одлуката на војводата. Папата бил врзан и доведен во Цариград, каде болен преболен лежал долго во самица. Мачен со притисок и глад додека најпосле не бил осуден на прогонство во Херсон. Таму поживеал 2 години и завршил предавајќи му ја својата душа на Господа, заради кого многу пострадал во 655 година. На 2 години пред него умрел раскајаниот Павле. И кога царот го посетил пред смртта, тој ја завртел главата кон зидот и плачел, исповедувајќи се дека многу грешел против папата Мартин, молејќи го царот да го ослободи Мартина. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, спасения нашего ради, воплотитися от святия Богородицы и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися.
sprisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Sjatomu Duhu, spasi Tebe